Dobar ден или добро утро повторно од мене, почитуван колега Јавец, почитувани представници на медиумите. Денешната средба со колегата министр за одбрана од Република Словенија за нас и за мене има навистина дополнително значење. А тоа е дека ова е моја прва средба како министр за одбрана со колега на земја членка на НАТО, во која можам навистина да кажам дека Македонија го исполни својот дел од обврските и го заслужи местото и покрај Словенија во НАТО алијансата. Македонија заврши со чекањето. Недели неделат од она за што работевме повеќе од 20 години. Недели неделат од она на што се посветивме во изминатава година и половина. А тоа е македонското знаме, ние како македонски представници да седнеме на иста маса со 29-те сојузници и членки на НАТО алијансата. Почитуван колега, почитуван министар, Македонија е горда на своето постигнување. За неполни 2 години успеавме да ја нормализираме државата, да ги вратиме на сила основните демократски правила и узанси, спроведовме значителни реформи, вклучително и во делот на одбраната, ја вративме слободата на медиумите и успеавме Македонија да седне на масата со НАТО членките. Меѓутоа и вие како Словенија имате право да бидете горди на овој наш успех, бидејќи успехот на нашата држава на планот на членството во НАТО и членството во Европската Унија, морам да признаам дека има силна словенечка боја. Денеска, кога разговаравме, се подсетивме дека сега словеничката амбасада е наша контакт амбасада за НАТО. Шефот на НАТО канцеларијата овде во Скопје е словенечки офицер. Нема да се налутат колегите ЕУ, кога ќе го спомнам, и амбасадорот кој што ја представува Европската Унија овде во Македонија, кој исто така е словенец. И мислам дека тоа не е случајно. Сиве овие повеќе од 25 години, кога имавме и успони и падови во делот на нашето НАТО и ЕУ членство, една работа беше стандардна. А тоа е несебичноста и постојана поддршка на Словенија. Словенија е сериозна држава и таа своја поддршка не ја дава бланко. Не ја дава само на зборови. Мислам дека во изминатава година и половина ние покажавме дека оваа поддршка ја цениме, меѓутоа и дека испорачуваме како држава. Она што се наши обврски, она што се наши вредности, покажавме дека не се само зборови, туку се нешто што го испорачавме на дело. Покажавме дека демократијата, владењето на правото, медиумските слободи, реформите во безбедносниот систем, грижата за армијата и нејзините членови не се само зборови на хартија, туку се дел од нашите приоритети и нашата политика. Затоа успеавме како држава, затоа успеавме како министерство. Ги следевме и ги следиме насоките на Алијансата за зголемување на одбранбениот буџет. Тоа значеше повеќе пари на армијата на нашата држава. Ја зголемивме мотивираноста кај секој припадник на армијата со 2 години поред зголемување на платите и со подобри услови за работа. Тоа е начинот на кој Македонија ја внесуваме во НАТО, но и НАТО стандардите, чекор по чекор, ги вградуваме во нашите стандарди. Почитуван колега Ерјавец, соработката помеѓу армиите на нашите две земји е долгогодишна и плодна. Сакам да ја изразам особено нашето задоволство од заедничките вежби Adriatic Strike, кој што се случува во Словенија, и делот предизвик кој што се случува во Македонија. За прв пат, дополнително оваа година, припадници на АРМ ќе имаат можност да се школуваат на НАТО сертифицираниот курс во организација на школата за операција земји воздух во рамките на словеничките вооружени сили, и таа понуда и таа можност ја цениме особено. Кон средината на минатата година го обновивме меморандумот за разбирање во делот на користење на армиските полигони во двете земји. Она што е ресурс за Македонија, станува ресурс и на Словенија. Она што го има Словенија,
може да го користи и Македонија. Тоа е вистинското партнерство, а ние сме сигурни дека е овој рецепт вистински и за сојузници, како сојузници во најголемата алијанса, во која што Словенија веќе функционира долги години, а во кој што Македонија оваа година го направи најважниот чекор. Затоа ми беше задоволство денеска да сум домаќин на колегата словенечки министер за одбрана и убедена сум дека нашата соработка може да оди само во нагорна линија. Благодарам. Hvala lepa. Najprej hvala lepa za povabilo. Zelo sem vesel, da sem danes tukaj v Skopju in v knjigi sem napisal, da mi je posebna čast, da sem tukaj v teh zgodovinskih trenutkih za Makedonijo. Најнапред благодарам за поканата како подпредседател и министр за одбрана на Република Словенија. Ми е посебно чест и задоволство што сум денес тука со вас во Македонија. Тоа го запишав и во книгата на спомени, дека ми е многу битно и особено големо задоволство што сум тука со вас во овие историски мигови. Bil sem predtem minister za zunanje zadeve skoraj 7 let in vem, kakšen pogum in kakšne napore je morala dati makedonska politika in tudi ljudje za to, da ste danes v položaju, ko dejansko lahko pričakujemo, da bo Makedonija postala polnopravna članica Zveze NATO. Пред функцијата министр за одбрана на Република Словенија, 7 години бев во Министерството за надворешни работи на Република Словенија и многу добро знам колкави напори, колкава војна желба се потребни и колку работи треба да се направат за да се оди по патот и да се влезе во НАТО сојузот и да се стане членка на Европската унија. Slovenija letos praznuje 15 let članstva v Zvezo NATO in moram reči, da se zelo dobro spominjam, kako smo pristopali v Zvezo NATO in da nam ni takoj uspelo, da smo uspeli šele v drugem poskusu in da smo morali tudi skleniti določene kompromise, da smo postali člani Zveze NATO in pa Evropske unije. Словенија годинава празнува 15 години членство во НАТО, во Европската унија и многу добро се сеќавам колку компромиси беа потребни, што се требаше да направиме како држава, колку отстапки да направиме за да станеме членка на НАТО сојузот и на Европската унија. Mi smo takrat sklenili španski kompromis, ker z Italijani nismo našli ustrezne rešitve in ta kompromis je omogočil in odprl pot Sloveniji v Zvezo NATO in pa v Evropsko unijo. Тогаш направивме шпански компромис, значи успеавме од втор пат, не успеа од првиот пат, бидејќи со италијанците не успеавме да најдеме заедничко решение, така да пристапивме кон шпанскиот компромис. In zato vem, kakšen trud je bil vložen, da je danes Makedonija v situaciji, ko dejansko lahko resno računa, da postane polnopravna članica Zveze NATO. Lahko povem, da naša vlada in da naš parlament je že dal soglasje, da lahko naš veleposlanik v Bruslju pri Zvezi NATO podpiše tako imenovani pristopni protokol. Затоа многу добро знам во каква положба е Македонија, што се има направено и што се мора да направи за да влезе во Европската унија и да стане членка на НАТО сојузот. Нашиот протоколот на Република Словенија веќе даде согласност за влез на Република Македонија во НАТО сојузот, односно го подпиша предпристапниот протокол. Tako da delim optimizem, da bo tudi grška stran izpolnila vse svoje obveznosti in na takšen način omogočila, da Makedonija uresniči svoje dolgoletne sanje. Saj se spomnim vrha v Bukarešti leta 2008 Zveze NATO, ker sem takrat kot minister za obrambo prisostvoval temu zasedanju in bil prepričan, da bo Makedonija že takrat postala polnopravna članica Zveze NATO. Pač politika je želela drugače, vendar danes je Makedonija na poti polnopravnega članstva v Zvezi NATO. Морам да изразам оптимистички став, значи лично сум оптимист и се надевам дека грчката страна ќе го исполни својот дел од договорот. Како министер за одбрана бев присутен на една тажна средба на самитот на НАТО во Букурешт,
2008 година, кога не успеавте да станете членка. Но денеска веќе гледам дека сте на патот за влез во Унијата и искрено се радувам и за мене е тоа големо задоволство што сум денес тука. Slovenija močno podpira Makedonijo, to dokazujemo tudi s tem, da imamo sedaj NATO kontaktno ambasado in pa tudi pisarno za povezavo zveze NATO in bomo iskreno delali na tem, da se to čim prej zgodi, to članstvo. Slovenija всестојно поддржува Македонија во незините напори за влез во НАТО. Тоа го покажавме и со фактот што контакт амбасада за влез во НАТО е Словеничката амбасада. Имаме тука наши представници и постојано ги поддржуваме Македонија во незините напори за влез во НАТО сојуз. Tako da danes nisem tukaj samo zaradi dvostranskega sodelovanja na obrambnem področju, ki je na visoki ravni. Ministrica je že povedala, kje vse posod skupaj sodelujemo, zato tega ne bi ponavljal, ampak sem vesel, da sem danes tudi tukaj zato, da tudi kot minister za obrambo in kot podpredsednik slovenske vlade podprem Makedonijo na poti k evroatlantskim integracijam in vam čestitam za upravljeno delo. Денес дојдов како подпредседател на владата и министр за одбрана на Словенија, не само за да ја продолжиме и без друго плодната соработка помеѓу Македонија и Словенија во областа на одбраната, туку како представник на една пријателска држава која дојде да ми даде искрена поддршка за вашиот влез во овие историски мигови. Ви изразувам искрени честитки за се што работите и што направите досега и се надевам дека и процесот успешно ќе заврши. Drago mi je što možem da ve pozdravam u Republika Makedonija, mnogo silna slovenečka boja. Сега имаме контакт с амбасадата, вашата амбасада. Имахме постојана поддршка од страна на словеничките влади.